Поштувани гледачи, добре дојдовте во уште едно интервју за граѓанскиот сектор, за граѓанскиот активизам, а овој пат многу конкретни мерки. Со нас во студиото е Климентина Ѓорѓевска, политиколог и автор на Од диалог до политика, книга која што излезе неодамна, која што ни носи искуство Нью Орлеанс. Ајде да почнеме со муаветот. Прво да ти речам добре дојде. Благодарам, Милан. Најпрвен да се заблагодарам на ОТВ и тебе лично за поканата да присуствувам во вашето студио и за интересот да разговараме токму на оваа тема, која што и покрај тоа што доаѓа, нели, идејата од Нью Орлеанс, конкретните мерки и препораки се однесуваат на нашата локална заедница, на нашиот прилеп. Исклучително интересно ќе биде да се слушнат примери кои што се од град кој што е 330.000 во сосема друг политички систем, а можат да се применат во град кој што е околу 60-70, нормално наш политички систем каков и да е, наше треба да работиме на него да го подобруваме. А како поинако ако не со добри примери од страна. Па иде, значи вака книгава да ја видите. Многу добар дизајн, иначе. Пофалби за дизајнера. Да, Александра Николовска е дизајнер. Александра, браво. Сега ќе ти оставам книгата кај тебе, а на крај ќе ми ја подпишеш. Договорен. Да тргнеме тоа, ова книга се случи како последица на твој тримесечен престој во Нью Орлеанс. Ајде кажи ни како се случи, зошто беше, која беше програмата, го воведиме гледачот во целава приказна. Да, значи, оваа книга е резултат на 4-месечен престој во Соединетите Американски држави, по-конкретно 3,5 месеци работен престој, работен ангажман во Советот на Нью Орлеанс. Инаку, апликацијата за да престојувам во Соединетите Американски држави всушност започна во септември или октомври 2023 година. Значи, станува збор за програма наречена Програма за решенија во заедницата или Community Solutions Program, финансирана од Бирото за едукативни и културни работи на Американскиот State Department. Оваа програма всушност е многу престижна заради тоа што илјадници луѓе ширум светот, илјадници лидери ширум светот аплицираат за да бидат дел од овој fellowship, така наречен fellowship. Годината кога аплицирав јас имаше над 11.000 апликации, а од повеќе од 105 држави ширум светот. Мислам дека на крајот околу 60 и на 70 млади луѓе има можност. 11.000, 70 се избира. И тие успеа од Македонија, од Балкан, од Прилеп. Дали беше прва единствената од Балканов? Не бев единствената од Балканов, имаше представници од Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Годината кога бев јас, да. Но да, бев единствена од нашата држава, да. И беше во секој случај големо задоволството, нели, често да се биде дел од оваа програма. Инаку станува збор за, би рекла, екстремно компетитивна програма и програма која што има многу чекори за да се стигне да се биде финален апликант. Апликациите започнуваат во октомври, секој октомври. И најпрво, нели, се аплицира на конкретни прашања, со одговор на конкретни прашања, зошто би сакале да сте дел од оваа програма, како ќе придонесете за вашата локална заедница доколку имате можност да бидете на работен ангажман во САД. Потоа, кој би бил фидбекот кој би го донеле во вашата локална заедница. И потоа следуваат, значи, низа на интервјуа, дополнителни прашања и така натаму. Значи, процесот е захтевен, пак би рекла, а инаку вклучува не само можност да се работи, значи да се има работен ангажман во САД, туку и има лидерска компонента. Затоа и програмата е наречена за лидери во заедницата. Значи, паралелно се работи на омојќување на учесниците да бидат што е можно по-холистички лидери во своите заедници. Ајде сега малку да одиме напред-назад за да ја формираме приказнава. Како дојде до идејата кога се реши да пишуваш книга да биде баш диалогот во заедницата како водилка низ оваа книга? Така.
од моабетите разбрав дека престојот таму е фактички работење во локалната самоуправа 4 месеци така. заедно со шефот на кабинетот на советничката таму во Нью Орлеанс. Како дојде до идеја баш за диалогот? Така. Да го апострофираш тоа како нешто кое што прво ќе го видиме. Да, значи имав можност да работам директно со шефот на кабинет на канцеларијата на советничката Лесли Харис, која е одговорна за дистрикт Б од Советот на Нью Орлеанс. И тоа значеше секојдневно присуство на меѓусекторски состаноци, на седници на градскиот совет, на теренски средби со граѓаните. И низ сите тие активности јас имав можност од прва рака да сведочам колку диалогот е се присутен во креирањето на политиките. Значи политиките како практики, како мерки, како содржини кои што се наменети за да ги адресираат потребите на нивната локална заедница. И од тука се роди всушност идејата од диалог до политика. Да конкретизираме, разговараме за диалог меѓу заедницата и локалната самоуправа. Така, значи станува збор за средби кои овозможуваат диалог меѓу представници на заедницата, индивидуалци, поединци, представници на невладиниот ресор и представници на општествените, на институционалните чинители. Така. Кои нели беа на локално ниво и кои што покажуваа особен интерес за да ги слушнат, да имаат слух за барањата на заедницата. Зошто диалог? Заради тоа што диалогот овозможува да се врати довербата, односно да се стекне довербата. Знаеме дека довербата во институциите секаде е кревка. И затоа мора постојано да работиме на унапредување на таа доверба, на унапредување Особено во млади демократи како нашава, кај што реално не кревка е лоша. Така, да, апсолутно. Секаде, и затоа велам дека дури и представниците со оние луѓе со кои имав можност да ги реализирам интервјуата, кои се основа за креирање на овој долгорочен ресурс, тоа континуирано го истекнува. Значи во секоја, да не речам во секоја реченица беше присутен зборот заедница. И се чувствуваше искрената желба да се слушнат потребите на заедницата. Ајде кажеме твоето искуство како човек кој што работи во невладиниот сектор веќе долго време. На какво ниво е диалогот кај нас? Ако там е нешто кое што го слушаш на секој чекор, го гледаш на секој чекор, на какво ниво е кај нас? Така, јас не би рекла дека кај нас е непостоечки, не би рекла дека не постои респонзивност, но би рекла дека треба да се унапреди диалогот, да биде секогаш ослободен од партиски предзнак, диалогот меѓу институциите и заедницата или представници на заедницата, и да биде ослободен од дефанзивност. Значи, една од клучните реченици во оваа книга е дека се почнува со диалог. Ова беше изјава на представникот, директорот за стратешки иницијативи на канцеларијата на јавниот обвинител во Нью Орлеанс, и кога го прашував како нели да се воспостави тој диалог со заедницата или како да се одржува тој диалог со заедницата, тој баш така рече дека се почнува со диалог. Тоа значи дека кога ние сакаме да воспоставиме релација со заедницата, релација на доверба со заедницата, мора да ја сретнеме заедницата таму каде што е. Значи да не бараме и од заедницата да дојде кај нас, туку ние да појдеме во заедницата и да ги слушниме барањата на заедницата. Но дури и кога тие барања се агресивни, така или се го изразуваат нивното незадоволство, да не покажеме дефанзивен однос, така или дефанзивен пристап, туку да бидеме тука и да кажеме дека нашата цел е заедничка. Ние сакаме да го напредиме јавниот интерес. Она што го велиш, многу е важно да се појди во заедницата. Тоа треба само да свата политичките чинители дека никаде и не одат, и тие се дел од заедницата. Точно. Сите ние сме заедница. Да. Треба едноставно го пластично да се објасни, да се свати дека никаде не одат, никаде не се викнати, дома сме сите и можеме само заедно да го направиме овој град подобро место за живење. Нема друг начин. Сега кога спомнавме Прилеп, имаше конкретно точно зошто Нью Орлеанс?
Така, само би сакала да дополнам на она што кажа претходно, значи на односите со заедницата, би рекла дека постои еден дека триптихот заедница, доверба, институции е нели клучен и дека всушност диалогот со заедницата овозможува градење на довербата, односно градење на заедницата како кохезивна целина. И тоа нели би ни овозможило да сватиме дека ние сите работиме за подобрување на квалитетот на условите во нашата заедница. Дека кога ја слушаме заедницата и сме отчетни кон заедницата, ние сме отчетни кон самите себе. И затоа мора и да се обврзиме на таа отчетност и внатрешно, значи во рамки на институциите во кои работиме, во рамки на организациите во кои работиме, но и надворешно кон нели јавноста, кон заедницата, кон останатите чинители. Е сега во однос на прашањето зошто токму Њу Орлеанс? Па Њу Орлеанс е град кој што е можеби најпознат во глобални рамки. Не, прво ми поќе техничко прашање во започеток, можеше да бираш каде или едноставно програмата? Зашто бев во Њу Орлеанс, јас зашто бев? Или програмата едноставно тебе, што би рекле на Прилепски, тебе ти падна парето да бидеш во Њу Орлеанс? Така. Вака, значи секој учесник нормално мораше да го презентира своето работно портфолио и покрај работно и своето академско портфолио. Па така мојот интерес истражувачки и академски секогаш биле јавните политики, политичките науки. И од друга страна моето искуство, претходно работно искуство, каде што имав нели можност да работам директно на подобрување на условите на ромската заедница во населба Баир. Мислам дека всушност таа комбинација од моето академско и работно портфолио беше клучна за да од програмата назначат да бидам во Советот на Њу Орлеанс и да работам заедно со советничката Лесли Харис и нејзиниот тим на прашања за домување, односно на креирање на првиот фонд за пристапно домување. Така да беше можеби не случајност, но беше одлука на програмата. Бидејќи го комбинира... Според интервјуата кои што ги помените, информациите кои што тие ги собра, решија дека твоето место е Њу Орлеанс. Спомна дека правеше интервјуа таму со, ајде кажи ми, со кого се, кои сектори пред се ги опфати во таа локална самоуправа да ги истражиш? Така, значи истражувањето всушност траеше за време на целиот, бидејќи станува збор за едно етнографско квалитативно истражување и траеше во текот на целиот мој работен ангажман, каде што како што спомнав и претходно имав можност директно да присуствувам на многу средби и да се запознавам со представници на различни институционални чинители. Па така, значи опфатив 15 различни представници, почнувајќи од Советот, од градскиот совет, значи советничката Лесли Харис одговорна за дистрикт Б во градот. Потоа низиниот, бидејќи секој советник, тоа мислам дека нели беше опфатено во едно од интервјуата кои што ги реализираше. Секој советник во Њу Орлеанс има канцеларија од 6 експерти кои работат нели за унапредување на потребите и барањата на секторот, односно на дистриктот кој што тој го опфаќа, па така едно од интервјуата е со директорот за ангажирање на заедницата, кој што е представник, кој што е дел од тимот на советничката Лесли Харис, потоа експертка за зонирање и домување од Советот исто, значи службеник од Советот на Њу Орлеанс, потоа представник урбанист од представник на градската планска комисија, заменик командир на нели полициската управа на Њу Орлеанс, како што спомнав, директор за стратешки иницијативи од јавното обвинителство, потоа представник од регионалната служба за транспорт, во исто време представничка од канцеларијата за резилиентност на Њу Орлеанс и представници од невладиниот сектор на Њу Орлеанс. Кажи ми од сите овие сектори кои што ги истражуваше таму, кој е најкритичен кај нас и од каде прво би можело да се земат примери и да се работи? Најкритичен? Па јас би рекла дека токму и затоа ги опфатив сите сектори, мислам сите овие сектори. Не би рекла дека се е критично, мислам дека секаде има можност за унапредување. Не, тоа секогаш, дури и кога е добро, и во Њу Орлеанс има простор за унапредување, во Виена и секаде има. Премуват реално за... Мислам дека, например, во невладиниот сектор
можеби многу од овие препораки би биле многу полесно применливи, бидејќи начинот на кој што функционира невладиниот сектор е нели понезависен од административни постапки, иако и во невладиниот сектор нели има административни барања кои што се пообемни, особено кога се врзани со некакви грантови или пристап до грантови. Би рекла дека оние работи кои што се однесуваат директно на Советот. Мислам дека тука би можело да се применат многу од оние мерки кои што ги предлагам. И тука би можело, можеби, политичката волја е клучна за се она што е предлог. Секогаш волјата е основа на се. Ако нема волја, џабе правиме муабет за било шо. Така. Значи, затоа мислам дека можеби би можело да се да се почне од Советот на општина Прилеп. Бидејќи многу од препораките кои што се овде бараат само реосмислување на дел практики или реосмислување на ресурсите или можеби поголема ангажираност на советниците за да можат да ги соберат ресурсите, да приберат ресурси од приватниот сектор и тие да ги стават во функција на поголема едукација на граѓаните. Така. Какви се препораките конкретни, да речеме, да велиме од Советот? Конкретно кон Советот, кон градоначалник, кон, не знам, кон јавната администрација, кои се конкретните препораки кои што оваа книга ги дава? Така. Значи, што се однесува до советниците и градоначалникот, сите средби кои што нели се реализираат, прво да бидат ослободени од партиски преснак. Тоа би рекла дека е една од главните препораки. Значи, секогаш кога сакаме да ја сретнеме заедницата, да ја сретнеме на форуми кои што се организирани за да ги опфатат што е можно повеќе граѓани, што е можно повеќе резиденти на Прилеп, така представници на заедницата. Да се користи на тие средби единствено знамето на општина Прилеп. Да, се согласувам. Метафорички кажам. Да, апсолутно. Значи, да бидат тие средби да овозможат не само еден конкретен пример. Кога во рамки на 4-месечниот ангажман имав можност да присуствувам на самит на соседствата, така се викаше Neighborhood Summit, кој што беше организиран од канцеларијата на градоначалничката на Нью Орлеанс, Латоја Кантрел, и имаше две компоненти. Првиот дел беше едукација. Значи, граѓаните имаа можност да се едуцираат за граѓанското учество. Присуствуваа активисти, но и професори кои што може на теоретски и практичен начин да ја доближат важноста на граѓанското учество, важноста на адресирањето на потребите на заедницата, но имаше и еден друг дел каде што представници на сите оние предпријатија, кај нас има јавни предпријатија кои што се основани од страна на Советот, така или на градоначалникот, и тие се директно отчетни на локалната власт и на локалната заедница. И па токму тие директори на локалните предпријатија во Нью Орлеанс присуствуваа на овие средби пред граѓаните и граѓаните имаа можност директно да ги прашаат за нивните проблеми. За се што сака. За се што ги интересира, што е нормално во надлежност на таа канцеларија, така или на тоа предпријатие. Сигурно не може водовод да го прашува за, не знам, за комуналец. За така, или за паркинзи, или за планирање урбанистичко. Да, апсолутно. И оно што ми се допадна беше колку сериозно настапуваа на тие средби. Ве молам, запишете го бројот на мојата канцеларија, на мојот тим, тие ќе ви одговорат, или кажете ми уште еднаш да го запишам името на вашата улица и вашиот конкретен проблем. Она што и го истакна директорот за ангажирање на заедницата, кој што е дел од тимот на советничката Лесли Харис, е дека граѓаните бараат конкретни одговори. И бараат конкретни рокови за испрачување на одговорите. Затоа всушност и секоја советничка канцеларија има тим од луѓе кои што континуирано контактираат со останатите градски служби и им пренесуваат точно колку, кога би било спроведено тоа што тие го бараат.
Јас би рекла дека секаде нели постојат оние моменти каде што треба да се врши притисок, така да се инсистира, но кога имаме посветена канцеларија за тоа, и тоа е уште една препорака до институциите, дека не само што можат да прават вакви самити, каде што би овозможиле отчетност директна и едукација, туку потребно е креирање на канцеларии кои што ги се занимаваат токму со темата која што е од интерес на граѓаните. Например, по ураганот Катрина и нели климатските промени на кои што Њу Орлеанс е подложен, бидејќи нели се наоѓа на таква геостратешка локација, тие имаат формирано канцеларија за резилиентност. Што значи дека ги адресираат конкретно прашањата кои што се од нивен интерес. Значи многу посветено со тимот, и тоа може ние да го направиме на среден рок, ако не на краток рок. Значи може да формираме конкретна канцеларија за оние прашања кои што се од наш интерес, од кои што би ни биле главен приоритет. Сега сите овие работи кои што ги кажа како искуство, кои што ги има таму, можеме да заклучиме веднаш дека кај нас ги нема. Кои се реално најголемите пречки за да ги нема? Кои се, или да го преформулирам, кои се најголемите пречки за вистински однос со граѓаните кај нас? Мислам дека го спомнавме на неколку пати, го констатиравме ова. Никош не е доволно. Да, отсуството на политичка волја, присуството на дефанзивност и да ги тргне партиите. Да, и ослободувањето од партискиот претседник. Мислам дека тие се трите од институциите, особено од овие од локалните кај што навистина правиме мовет за секојдневен живот. Може би и поголема децентрализација во секој случај и поголем ангажман на заедницата. И мислам дека, еве да додам дека и граѓанскиот сектор треба повеќе да се вложи во едуцирање на заедницата. Да не се префрла секогаш топката па и кај локалната самоуправа таја да едуцира, ајде да таја би требало, ама ајде граѓанскиот сектор да помогне малку повеќе, пожестоко, поотворено, по-недефанзивно, како што велиш, да станеме малку офанзивни како граѓани, за да градиме граѓанска свест. Од сите овие работи кои што ги кажуваш се резултат на повисока граѓанска свест. И постоење, бидејќи еве и го спомна ова конкретно партнерство, така, значи да градиме релации на партнерство, да градиме соработка, она што нели на англиски би го кажале како collaboration, бидејќи collaboration значи споделени ресурси, споделени обврски, но споделена контрола, ризици и отчет. Бидејќи кога ние имаме партнер, така кога нашиот партнер е од една страна заедницата, од друга страна заедницата нели како поединци кои што не се дел од невладиниот сектор, потоа невладиниот сектор, но институциите, тоа значи дека кога действуваме ние заедно, знаеме дека неуспехот или успехот ќе биде споделен. И знаеме дека тука кога имаме неуспех, треба да работиме дополнително, така да ги мапираме оние пречки кои ни довеле до неуспех и заедно, значи во партнерство да ги решаваме. И како што велам, споделена отчет, така и споделени ризици. Кога нешто не успева, не е тоа резултат само на неуспехот на локалната самоуправа, така туку е резултат на сите на целата заедница. Така да. Затоа што и градоначалникот бил лош и локалната самоуправа била лоша на крај на кристата, затоа што нема добра контрола. Затоа што немаш свесни граѓани кои што ќе речат: "Абе луѓе, што правите, кај се парите? Кај ги потрошивте ова што го правите сега, дали треба да го правите, колку кошта?" Немаме заедница која што ќе ги постави тие прашања масовно, не правиме муабет јас и ти да ги поставиме тука тие прашања на едно интервју. Овие интервјуа мислам дека служат само за да го поттикнат тоа секој ден да ги поставува тие прашања. И само тогаш ќе имаме партнерство. Да. Клучно е партнерството и затоа кон партнерството, односно кон соработката да се пристапува со дефинирање на заедничка цел. Бидејќи сите капитализираат, така, значи заедницата најмногу, но и сите оние кои се вклучени во тие партнерства ќе капитализираат на краток или долг рок на успесите, на плодовите од таа соработка.
Ајде сега кажеме колку нашата општина или нашите општини во Македонија се подготвени да се зафатат да напредуваат во овој контекст. Колку се подготвени? Јас искрено се надевам, бидејќи оптимистот во мене мора секогаш да се надева дека општините се подготвени. Или сакам да верувам. И сакам да верувам апсолутно, особено заради тоа што нели сме сега во период на предизбори. За кратко ќе имаме нови локални избори. И се надевам дека нели секоја нова администрација сака да покаже дека е подобра, дека е поефикасна во тоа што го прави, независно дали тоа би значило промена на партиската провиниенција на представниците на таа локална власт. Верувам дека нели секогаш желбата на човекот е да покаже дека направил нешто подобро. Дека бил подобар од претходниот. Така да ние немаме некое такво искуство кога ќе ги земеш резултатите во овие 30 години, дека некако имаме ups and downs, повеќе downs него ups. Така да мислиш Реков оптимистот во мене се надева дека заради тоа што најголем дел од овие мерки едноставно бараат реосмислување на начинот на кој што се поставени работите, но тоа не значи дека се потребни тектонски промени или дека се потребни некакви формални нели законски донесување на нови законски мерки или законски промени. Така да само доколку би сакал нели да имаш поголема доверба со твојата заедница, би можел да го искористиш еве овој како што велам ресурс каде нели се презентирани конкретно, дури можам дел да ги прочитам, мерки кои што не бараат многу. Извини, сега ми се враќа интервјуто што го снимавме со Арлисон, дека мислам дека беше уште на почеток го почна со тоа јас го сакам Нью Орлеанс. Да, да. Прашањето е колку реално ние воопшто си го сакаме Прилеп. Дали реално треба веќе да го засакаме и самата љубов да ја покажеме на правилен начин. Тоа е со превземање на сите овие мерки. Се согласувам. Јас би рекла дека прилепчани го сакаа Прилеп, но може би ова што велиш ти, дека треба да го најдеме соодветниот начин на сакање на градот, што ќе значи унапредување на условите за живот во градот, на квалитетот за живот, на инфраструктурата, бидејќи сето тоа е пресудно за да сакаме да продолжиме да живееме во овој град и да сакаме нели да изгледа атрактивно кога доаѓаат посетители од други градови и да бидеме познати по позитивни примери. Така. Да биде нашиот град да биде модел за нели добри промени. Затоа што Прилеп произвел индивидуалци. Апсолутно, да. Сериозни индивидуалци кои што и на ниво на држава и на интернационално ниво се сериозно успешни. Не е дека нема почва за квалитетни луѓе. Некако како да нема почва да го развива тој квалитет и да го искористи само за себе. Да капитализира. Сега како една мала општина која е реално за Македонија е голема, но реално е мала општина, правиме муаве за 60.000 души. Од прилика можеби нема веќе не толку. Како да ги почне овие процеси? Дали треба да почне процесите од граѓанскиот сектор или треба да почнат со локалната самоуправа? Од институциите. Би рекла дека обострана е релацијата, нели? И обострана е обврската. Заедница е таму каде што колективниот идентитет се среќава со колективната одговорност. И од тука мислам дека локалната самоуправа, институциите треба да имаат слух. Затоа се вели нели дизајн на градови кои што слушаат и одговараат, бидејќи треба да има слух за потребите на граѓаните, но и во исто време и да го употреби она што теоретски кажано Аристотел го нарекол фронесис, практично знаење стекнато преку искуство. Еден од интервјуираните вели дека податоците кои ги добиваме се дводимензионални, така тие се на ливче хартија, но знаењето, така или
искуствата кои што ги има заедницата, граѓанинот се троидимензионални. Бидејќи ние најмногу знаеме за улицата во која што живееме, така за малото во кое што живееме. Така да апсолутно, значи заедницата треба да инвестира во критичко во слух, да има слух за своите граѓани, да биде на терен, присутна заедно со своите граѓани, континуирано. А од друга страна, нели, еве и ова што го спомнавме, граѓанскиот сектор како граѓанските организации, бидејќи на некој начин обезбедуваат можат да го поттикнат формализираното учество, да влијаат на што поголема, да поттикнуваат што поголема едукација за тоа како еден граѓанин може конструктивно и активно да се вклучи во сите овие процеси. Од промоцијата на книгата помина една недела од прилика. Дали имаш некаков фидбек од локалната самоуправа, од луѓето кои што се сретнавте кога беали со нив или тука, знаја дека книгата доаѓа дел од нив беа и на промоцијата на книгата, дали реално не знам дали ја имаат прочитано во една недела, ама од тие што беа на промоцијата, дали некој крена телефон и рече, бе Клементина, ова е интересно, овде има применливи работи, или не ми е јасно како може ова да биде применливо кај нас? Така. Вака, јас мислам дека сепак нема поминато доволно време за да можат, нели, прво да ја прочитаат книгата, но присуството на градоначалникот на промоцијата сметам дека беше многу битно за да може, нели, од прва рака да слушнеш малку поконкретно за што станува збор. Супер, градоначалниците присуствуваат на многу промоции, на многу изложби и така натаму. Овде конкретно за нивната работа. Значи, што се однесува до тоа дали има интерес за книгата во секој случај, значи и од представници на невладиниот ресор и од институции, би рекла дека треба тој интерес да биде уште поголем и дека треба да биде институционално поставен, значи за да може овие препораки, бидејќи ги има токму тука, да поразговараме малку подетално со сите оние кои што ја имаат моќта и ги имаат ресурсите за како да стигнеме до имплементација на овие мерки. Така, кажи ми дали планираш да продолжиш на темава да истражуваш понатаму? И ако би продолжила со истражување, дали би одела повторно на книга или би одела на реален проект на терен, кое што идеме до главното прашање конкретно во интервју. Затоа што можеме да црпиме искуство, можеме да пишуваме книги, ама се тоа некој треба да покаже практично како се прави. Така, се согласувам. Искрено, уште кога бев таму, кога бев присуствував на тој самит на соседствата, замислив како тој самит би изгледал, каде би можел да се реализира токму овде во Прилеп и кој би бил начинот на, нели, на финансирање на еден таков самит. Искрено многу би сакала и дел од овие практични совети да успеам да ги имплементирам, но тоа не зависи само од мене, зависи од желбата на, односно не од желбата, од волјата и на, нели, потенцијални партнери кои би се вклучиле во имплементација на дел од овие мерки, кои што се однесуваат повеќе на она што невладиниот сектор може да го направи. А што се однесува до продолжение, па јас искрено би сакала, бидејќи ова е ресурс кој што не може само Прилеп да го применува, туку може и секоја општина низ државата да го применува, бидејќи, нели, во голема мера исти се предизвиците. Секако дека да, секој локален контекст е специфичен, но предизвиците во голема мера се исти, така да би сакало да има промоција и разговори со останатите општини низ државата, па дури и со Министерството за локална самоуправа, зашто верувам дека е најнадлежно, нели, за да... Во секој случај да, али е најнадлежно е можеби да го пораспространи и да потегне некаква иницијатива. Да ги инициира процесите, да. Ама сепак спроведувањето на овие процеси е на локално ниво, се согласувам, да, но таа сепак координацијата на ресурси, обезбедување на дополнителни ресурси доколку има потреба, иако за тоа може да се вклучи апсолутно и бизнис секторот. Значи, она што го видов во Њу Орлеанс е дека многу често на многу од иницијативите бизнис секторот беше физички присутен за да, нели, ја зголеми својата видливост, да ја покаже својата социјално-општествена одговорност како компанија, да придонесе кон заедницата
и дел од своите фондови да ги намени кон опипливи резултати, кон она што е значи бенефит на целата заедница. Значи, тако те разбрав, ако одиш понатаму со истражување, одиш на повеќе на реален... Не би рекла дека би прекинала да истражувам, не би рекла дека можеби, бидејќи токму ова представува мост меѓу теорија и практика. И не би рекла дека тие одат одделно, напротив, теоријата нели овозможува сето тоа она што го правиме во пракса да биде подкрепено со докази, теоретски. Имаме многу теорија сега. Да. Редно е затоа што... Но апсолутно мислам дека би можело да се реализираат и практично дел од овие работи, дури со вклученост, со партнерство со локалните власти, но без иницијатива од локалните власти. Апсолутно. Кажи ми, што кај тебе промени ова истражување, ова искуство од 4 месеци во Америка, после се враќаш тука, почнаш да работиш на оваа книга, значи сите тие записи кои што си ги имала, сите тие почнуваш да ги преживуваш одново и ги ставаш на книга, што кај тебе промени како човек прво, а после што промени кај тебе како политиколог? Така. Теоретичарите на јавни политики велат дека за да ги промениме средините, мора да ги разбереме и да научиме повеќе за нив. Така да мислам дека ова искуство, овој фелошип во Америка и потоа враќањето во локален контекст, ми овозможи подобро да ја запознавам својата локална заедница, структурата на која функционира градскиот совет, на која каква е респонзивноста на градските институции кон локалната заедница, но и да ја разберам мојата сопствена заедница, зошто функционира на овој ритм на кој што функционира. Тоа, како што реков, е и задача на оние кои работат токму меѓу пресекот, меѓу диверзитетните чинители, заедница, институции и слично. Би рекла дека ме направи од една страна позрел истражувач, посвесен граѓанин и поголем ентузијаст, за да може да се вклучам и еве практично повеќе, иако сум била вклучена, но и повеќе за бенефитот на мојата локална заедница, односно на нашиот прилеп. Клементина, се шетавме по Нью Орлеанс прилеп измеѓу, кажи ми нешто што за тебе е најбитно во оваа книга и сакаш да го кажеш. Јас би прочитала она што го кажува советничката Лесли Харис во незиното интервју. Што мислам дека е можеби туку тоа е она што цело време го истакнуваме. Клучно е да имате добар тим околу себе, да имате слух за гласот на заедницата, ушите да ви бидат отворени, за да слушате што има да кажат граѓаните. И во исто време, она што би го додала е да бидете конзистентни во реализацијата и во ветувањата. Не само да слушате тоа што има да ви кажат граѓаните, туку потоа тоа да го имплементирате, за да може да ја освоите довербата кај граѓаните и да ја одржувате таа доверба, бидејќи во спротивен случај ќе имаме се поголеми предизвици. Особено на локално ниво, ќе се соочуваме со се поголем одлив на млади луѓе кои си заминуваат од својата локална средина и не ги користат, не ги вложуваат своите капацитети во бенефитот, во јавниот интерес, во бенефитот на својата заедница. Клементина, ти благодарам за муабетов. Се надевам дека беше полн со информации. Се надевам дека гледачите научија доволно ама за да научите уште повеќе треба да ја прочитате книгава, дефинитивно. Да, и може да е во нашата градска библиотека. А за продавање има? Моментално не е на продажба, би рекла, но би имало наскоро достапен PDF каде што ќе ви дадам повеќе информации. Готово, значи има во PDF формат на интернет, ја имате во библиотека да се земите. Сега за крај да ми ја потпишете и мене. Со задоволство. И да се заблагодарам уште еднаш, Мила, зашто од почеток, нели уште пред да биде промоцијата,
Ама ова интервју се спрема ти од која замина во Нью Орлеанс. да бидеме искрени, да. Ако бидеме најискрени, а рековме дека искреноста и отвореноста пред граѓанство е најважна. Да. Да, затоа сакам уште еднаш, значи вака јавно да се заблагодарам за искрениот интерес да разговараме на овие теми. Па ОТВ е дел од граѓанскиот сектор, ОТВ се чувствува како дел од заедницата и се чувствува одговорна да ги пренесува овие теми. Затоа што на крајот на кристата не оти мораме, оти сакаме. Да, оти го сакаме прилеп. Апсолутно. Што ми напиша? Повели, можеш да прочиташ. Мислам дека не можам да го дешифрирам рекопис со почит и пријателство. Како беше братство, единство и другарство. Фала ти уште еднаш. Вас фала ви што гледавте. Се гледаме во друго интервју.